Председателските избори на 5 ноември предизвикуваат вознемиреност ке речиси 3/4 од граѓаните, според анкета на Американската асоциација на психијатри. Некои психолози овој феномен го нарекуваат изборно стресно пореметување. Политичката клима и дискусиите за изборите станаа многу интензивни и предизвикуваат многу повеќе поделби. И се прашуваме дали ова има влијание врз поединци. И секако, само пријавеното искуство беше дека навистина ова е значаен извор на стрес за многу поединци, а други истражувања исто така открија слични видови резултати. Политичкиот стрес влијае на многу аспекти од животот, вели Кевин Смит, професор по политички науки на Универзитетот на Небраска Линколн. Петина или четвртина од американците пријавуваат нарушени социјални односи, па дури и проблеми на работа поради политиката. Истражувањето на Смит покажува дека младите луѓе, оние со левичарски ставови, како и оние кои повеќе се вклучени во политиката, се повеќе склони кон изборен стрес. Знаеме како да го ублажиме ефектот врз здравјето. Не обрнувајте внимание на политиката. Проблемот е што тоа може да биде добро за индивидуалното здравје, но не е добро за јавното здравје. Специјалистот за справување со стрес доктор Киран Динтјава неодамна објави книга наречена Мантра за мирна политика, каде што ги споредува своите совети како да се избегне прекомерниот стрес за време на предизборниот период. Elections come and go. Politicians come and go. Изборите доаѓаат и си одат, политичарите доаѓаат и си одат. Тоа би можело да ја промени нивната иднина, можеби 10%, можеби 20, 30, но во најголем дел нивната иднина, нивната среќа зависи од она што го прават секој ден, од нивното однесување, од нивните емоции. Но Бувка вели дека има излез од психолошката малаксаност. Таа вели дека се работи за контрола врз тоа од каде ги добивате вашите информации, а исто така и за правење нешто, било што, наместо да прелистуваат политички истории. Постојаното изложување на негативни информации, негативни слики, негативна реторика ќе го покрене нашето целокупно негативно чувство и стрес. Значи имаме одредена контрола таму. Друга работа за која ги охрабруваме луѓето да размислуваат е ангажирање во значајни активности, без разлика дали тоа е поврзано со изборите или со актуелни општествени прашања или проблеми кои се важни за нив. Американската асоциација на психијатри нагласува дека е важно да се остане смирен и да се одржуваат социјални односи, бидејќи поминувањето време со саканите, активен начин на живот и здравата искрена испиење може да помогне да се намали анксиозноста во деновите пред изборите.